Го следите новото издание на регионалните вести за овој 29 септември. Во зградата на општина Тетово беше организиран форум каде граѓаните и издруженијата имаа можност да дадат своји предлози, но и да побараат решенија за горливите проблеми во градот. Центар за бесплатна правна помош за жртви од семејно насилство, општинска помош за поставување на спомен плочи на загинати бранители и цивили од војниот конфликт од 2001 година, мерки за заштита од загадување на воздухот. Ова се само дел од предлозите и барање на тетовци, кои денеска беа опатени до локалната самоуправа на форумот организиран од Националниот демократски институт. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека досега општината има преземено повеќе мерки за заштита од аерозагадувањето. Општината ги чисти редовно јавните површини и улици, формираше јавно предпријатие градски паркинг, кој ќе го реши проблемот со паркирањето во градот, кој значително предонесува за зголемена концентрација на загадениот воздух, вели Арифи. Прашањето на претоварната станица е дел од урбанистичкиот план што е во тек на изработка со цел на изградба на модерна претоварна станица. Не ни беше лесно да најдеме локација која што се од јавна собственост и верувам дека ќе постигнеме да најдеме такво место и да земеме дозвола од Министерството за екологија каде што ќе може да се третира. Од форумот на жени од Тетово потенцира дека Центарот за бесплатна правна помош за жртви од семејно насилство е можно да згасне, доколку истиот не добие финансиска помош од општинските власти. Друго што мислам дека е важно што нашата организација го работи е Центарот за бесплатна правна помош на жртви од семејно насилство. Значи, тука не се работи за еднократна активност или за проектна активност, туку овој центар постои од 2002 година и активно дава услуги на жени жртви од семејно насилство. Познат е меѓу граѓаните, особено жените кои најчесто се јавуваат како жртви на семејно насилство. Се надевам дека и колегите од невладиниот сектор не познаваат по тоа, особено медиумите, со кои што секако имаме многу добра соработка во тој поглед. Што би било добро на центарот, нели му се заканува опасност од изумирање, како можам да го кажам тоа, затоа што цело време е финансирано од странски донатори, а знаеме дека се почесто странските донатори ги нема или многу тешко е да се добијат финансиски средства. Градоначалничката Арифи одговори дека поддршката за центарот ќе зависи од општинскиот буџет предвиден за 2016 година. На форумот се покрена и прашање за загинатите бранители и цивили од војниот конфликт од 2001 година, чиј спомен обележја постојано се уништуваат. До градоначалничката дали планира да излезе и да со свој апел на еден својствен начин, бидејќи елоквентноста ни е позната на нејзина, да излезе и да апелира до граѓаните на општина Тетово да во понатамошниот период не преземаат едни такви активности, бидејќи не водат никаде. А до председателот на Советот, дали ако ние поднесеме барање до Советот на општина Тетово, ќе излезе во пресуд да ги врати плочите, односно да ги општината да ги субвенционира плочите кои што се отклонети од местата на настаните. Градоначалничката Арифи изјави дека граѓаните и издруженијата треба да се насочат кон решавање на реалните сегашни проблеми кои ги тиштат сите, без разлика на нивната верски и национална определба. Председавачот на Советот на општина Тетово Исен Џемили пак смета дека потсетувањето на загинатите од 2001 година е важно прашање на кој институциите треба да му обрнат внимание. Мислам дека треба да и дадеме институционална поддршка и за плочките треба да се најде начин, форма за нивна легализација и документација со цел да бидат евидентирани во урбанистичките планови, имотните листови и така натаму. Дадените предлози и барања на денешниот форум, како што рече градоначалничката Арифи, ќе бидат земени во предвид од општината, која во зависност од финансиите ќе одвои средства за нивна реализација. Во Гостиварска Долна Бањица започна изградбата на канализација за отпадни води. Инвестицијата тешка 90.000 евра е на општина Гостивар и јавното предпријатие Комуналец. Септичките јами стануваат минато за жителите на Гостиварска Долна Бањица. Локалната самоуправа на Гостивар со јавното предпријатие Комуналец
отпочна изградба на фекална канализација во селото. Со овој зафат ке се реши деценискиот проблем на жителите, истекувањето на отпадните води по улиците, како и издвојувањето пари од семејниот буџет за одржување на јамите. Инвестицијата ќе чини 90.000 евра. Тоа што го имаме ветено пред граѓаните и беше нивното барање пред изборите, да се прави канализацијата за фекални води и овде повише од 70 куќи или семејства ќе се средат. И ова е најдвижен пат што го врзува селата, планинските села, Симница и другите села со урбаниот дел на градот Гостијар. Порано фекалните води беа по патишта, ова е најфрекуентната патиште што се движат многу коли и овој проблем више е решен. Освен изградба на фекална канализација, планирано е да се изврши именување на цевките во водоводната мрежа, со што ќе се надмине недостигот од вода. Значи се работи за заедничка инвестиција на општина Гостивар и Комуналец, изградба на фекална канализација во должина од 630 метра. Исто така ќе се врши именување на цевка на вода, зголемување на профилот од ФИ 50 на ФИ 110. Со ова ќе се реши проблемот за водоснабдување на овој дел од градот, бидејќи во прошлите години ово дел на селото имаше проблем со снабдување со вода за пиење. Решаваме проблем за домаќинствата, но исто така и дел од индустријските капацитети што се лоцирани во овој дел од градот. За жителите на Долна Бањица ова е значајна инвестиција и нивно долгогодишно барање. Тие денес беа излезени заедно со локалните власти да го проследат почетокот на работите. Тоа што имаме многу проблеми со водите ни излага по патишта и така. Покрај канализацијата ни чини сме значи водоводните цевки, што исто беше проблем и многу им се заблагодарувам. Според најавите, изградбата на фекалната канализација треба да се заврши за 20 дена. Верификација на оставката на советникот на НДП и одлуката за приклучување на сите населени места на општина Барвеница кон фекалната канализациона мрежа беа дел од точките на дневниот ред на денешната 31 седница на Советот. Советниците ги усвоија и годишните програми за работа за трите основни училишта во општината. Денеска се одржува 31-та седница и во дневниот ред имаме 9 точки. Усвојување на записникот од претходната седница. Под број 2 е барање за оставка за еден советник од НДП партијата, што даде оставка самиот. Се прифаќа оставката, после нормално мандатната комисија одржува се прифаќа оставката и тогаш се известува ДИК, значи Државна изборна комисија, и тие таму ќе решат фактички законски како што. Понатаму следува тоа што партијата го има за цел, на пример како иде тоа редот по број 2 кој ќе иде од советниците на таа политичка партија, значи листата. Како трета точка е предлог одлука за усвојување на годишната програма за работа на основно училиште Коста Рацин, село Брвенце. Исто така фактички предлог одлука за усвојување на годишната програма за работа на 7 Марси, село Челопек. И како пета точка е предлог одлука за усвојување за Гоце Делчев, село Стенче. Како шеста точка е предлог одлука за одобрување на проектот за реабилитација и реконструкција на општинскиот пат во село Горни Челопек. Фактички тоа е веќе направено, меѓутоа треба уште едно 550 метри да заврши комплетно тоа. Како седма точка е предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на надоместокот за градба на семејна стамбени згради и други објекти. Кој надлежниот за урбанизам ќе појаснува што, како, што предвидуваат. Зашто по-конкретно немаме тука образложение зашто, како. И како осма точка е предлог одлука за приклучување во мрежата на фекалната канализација за сите населени места на територијата на општина Брвеница. И тука очекуваме еден поопширен извештај или да не запознае со што, како поточно
ќе се одвиваат работите. Како 9-та точка предлог одлука во однос на првиот ребаланс на буџетот на општина Брвеница за 2015. Значи овие се тие 9 точки што ги имаме денеска на Советот на општина. Со соопштение до јавноста денес се огласи партијата за демократски просперитет. Во врска со веста пласирана во медиумите дека Али Ахмети го зајакнал својот тим со Питер Фейт и бара проширување на Охридскиот договор, партијата за демократски просперитет ја известува јавноста за следното. Гледајќи дека од ден на ден се повеќе се задавува Али Ахмети прави обид да се фати за сламка, јавноста веќе многу пати слушнала дека Алија многу пати изјавил дека Охридскиот договор е Библија и Куран на неговото политичко размислување и дека со тоа ниво на имплементација албанците веќе го обезбедиле нивниот престој во рај. Што бара сега Алија, тоа што не можел 14 години да го имплементира, се вели во соопштението на партијата за демократски просперитет. Проширувањето на Охридскиот договор не може да го направи една политичка партија, која треба да биде предмет на истражување од страна на специјалниот обвинител поради аферата Маѓар Телеком и другите афери од процесот бомби, ниту пак лидер кој не може да се појави слободно пред неговите гласачи. На ПДП не е јасно што улога сега има Питер Фейт, да го спаси Али Ахмети од аферите. Знае ли тој дека мандат на партиите на договорот од пржино е расчистување на корупцијските и изборните афери? Дали е запознат Питер Фейт со разноразните изјави на Алија во медиумите на Косово и Албанија, дека албанците се конститутивен народ во Македонија, дека албанскиот јазик е втор службен јазик, дека има многу полицајци албанци, дека албанците ги уживаат сите национални, културни, економски и социјални права, се вели во соопштението на ПДП. Фалсификат патики и шампони се запленети при денешната координирана акција во Тетово. Субјектите кај кои биле откриени ќе се соочат со соодветни пријави и казни. 13 правни субјекти во Тетово биле контролирани при денешната акција на МВР, УЈП, Државниот пазарен инспекторат и Царинската управа за сузбивање на пиратерија и фалсификување. При акцијата е утврдено дека 3 од нив работеле согласно законот, додека кај 10 утврдени биле пропусти, односно откриени биле фалсификувани производи. Меѓу другото, во акцијата запленети биле фалсификат патики и шампони. Беа контролирани 13 правни субјекти во кои во некои од тие во 3 се работа согласно законот што е во Република Македонија, не се најдена повреда на интелектуална собственост, а во другите правни субјекти во сите е најдено повреда на интелектуална собственост, односно во делот на авторските права имаме одземени 3 компјутери. Истите правни лица ќе бидат поднесени соодветна кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. Во делот на повреда на индустријската собственост, односно во повреда на фалсификатите на познатите брендови како што е Nike, Puma, Филингер и други брендови се одземени, Adidas се одземени од страна на Пазарничниот инспекторат и Министерството за внатрешни работи, а од дело поголемата количина што е одземена ќе биде поднесена кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. Секако дека оваа наша активност денес кој што имавме во градот Тетово е се со цел да се отринат некои девијации кои што се во системот. Перманентно ги следиме и денес каде кај што имаме некоја повреда од индустријска собственост во делот на прехранбената индустрија или еве денеска имавме една поголема количина на шампони кои една пријава имаме пристигнато до координативно тело од страна на застапниците од индустријска собственост и одземени се тие шампони. Некогаш не само што имаме големи загуби по националните економии, меѓутоа некогаш може да биде тоа фатално и да имаме загуби на човечки живот, а во овој дел како шампоните кои што и текако е во широка потрошувачка и често пати доаѓаат клиентите па и ни се жалат дека имаме опаѓање на коси и имаме пријави од разни потрошачи. Сето тоа денеска ние го инспекториравме, ги исконтролиравме фирмите и одземени шампоните, Shoulders шампоните, Head and Shoulders, кои се и текако застапени по пазарите и за жал една позната голема фирма во Република Македонија благовремено беше известена да ги тргнат од нивните продавници, меѓутоа еве денеска од страна на нашите
инспектори се одземени и ќе бидат поднесени кривични пријави спрема истите. Од шампоните, преку 100 пакети имаме од шампоните, кои што не е мала количина, негдека тие завршиле во нашите домови, можеби нашите синови и керки и кај нас. Понатака, од делот на текстилот и обувките, како што се патиките Nike, Puma и Adidas, се земени околу 100 пара и тие се тука оставени во магазинот, а до вечер предпоставам дека ќе има поголема количина, се очекува овие поголемите магазини, кои што се уште не е завршена акцијата. Целта на ваквите акции е да се отстранат девијациите и да се заштитат потрошувачите. Се најавува дека и понатаму ќе се продолжи со акциите за сузбивање на пиратеријата. Продолжуваме во ова насока, не значи денеска дека сме биле во градот Тетово, дека утре нема да дојдеме, затоа што согласно нашиот акционен план редовно си ги контролираме доколку стигнат. Можеме и екс официо да настапиме, можеме и по пристигнатите пријави. Во делот на авторските права или односно кабелските телевизии, реемитување на програми исто така не се предмет на контроли, а следната наша акција најверојатно ќе биде во делот на почесто и позастапено веќе голем проблем е не само во Македонија, Европа и светот, интернет пиратеријата која те како е застапена, веќе работиме на тоа во до денеска. Имаме откриено и веќе се дадени на суд, поднесени се кривични пријави пред двајца субјекти, еден од Кочен, еден од Струмица. После 3 месеци наше работење ги дознавме и веќе се предмет на судството. Истите тие кои што продаваат преку интернет пиратеријата. Сигурно ќе ги засилиме нашите контроли во делот на интернет пиратеријата и ќе продолжиме во таа насока за сузбивање на пиратеријата во Република Македонија. Надлежните апелираат до потрошувачите доколку забележат фалсификувани производи да достават пријави до соодветните служби. По акцијата правните субјекти ќе се соочат со судски пријави. Паричните глоби почнуваат од 5000 евра, а предвидени се и затворски казни. Под закана со пиштол, две лица му украле 23.000 евра на жител од Добарце. Случајот го пријавил во полицијата 42 годишен жител од тетовското село Добарце, според кој околу 21 часот пред угостителски објект во Непроштено, каде со возило пасат со германски регистерски таблици, претходно пристигнале со неговиот пријател 23 годишник од Джепчиште, биле запрени од две непознати лица, вооружени со пиштоли. Двајцата непознати им наредиле да излезат од возилото. Едниот со шлаканици го удрил 23 годишникот, додека на добарчанецот му впериле пиштол и побарале да им ја даде чантата, во која имал 23.000 евра, информираат од тетовската полиција. Откако ја зеле чантата во која се наоѓале и неговите лични документи, непознатите избегале, пошто двајцата кои се знаеле од порано влегле во возилото и се упатиле по регионалниот пат, а 23 годишникот патем ја отворил вратата и на брзина го напуштил возилото. Извршени увити се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Продолжува пустошењето на шумите во Полошко. Две лица затекнати како нелегално сечат дрва на две различни локации покрај Поројска река и во атарот на Тетовска долна Лешница. Продолжува пустошењето на шумите во Полошко. Како нелегално сечат дрва биле затекнати две лица. Според информациите од СВР Тетово, вчера околу пладне, покрај Поројска река во близина на резервоарот, бил затекнат 24 годишник од ова село, како со моторна пила сечел дрва за кои не поседувал никакви документи. Станува збор за околу 5 метри кубни. Дрвата, моторната пила, секирата и другите алатки што ги користел на местото се одземени и предадени се на шумската полиција за натамошна постапка. Додека лицето е приведено, разговарано е со него, пошто е пуштен и ќе се соочи со соодветен поднесок. Вчера попладне пак околу 16 часот во атарот на Тетовска долна Лешница, поточно во местноста Млака, полициски службеници на СВР Тетово го затекнале 53 годишниот жител на ова село, кој со моторна пила пресекол 20 дабови стебла, односно 5 просторни метри, за кои немал потребни документи.
Дрвата се одземени, тој е приведен и по разговорот со него пуштене од полициското одделение Групчин, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Глоба од 400 евра во денарска противредност ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 50 км на час над дозволената брзина. Ова го предвидува Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата што го усвои Собранието на Република Македонија на вчерашната седница. Покрај глобата на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за управување на моторно возило од 6 до 12 месеци. Со законот е предвидена глоба од 300 евра во денарска противредност, односно регистрирање 50 негативни бода за возач кој во населено место се движи со брзина поголема од 30 до 50 км на час над дозволената брзина. Покрај глобата на возачот ќе му се изрече и забрана на управување на моторно возило од 3 до 12 месеци под услови и начин утврдени со закон. Казна од 45 евра во денарска противредност во мандат на постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода на возач кој во населено место се движи со брзина поголема од 10 до 30 км на час над дозволената брзина. Казна од 10 евра во денарска противредност, односно 10 негативни бода на возачот кој постапува спротивно на одредбите од законот е предвидена за возач кој во населено место се движи со брзина поголема од 10 км на час над дозволената брзина. Вице-премиерот задолжен за спроведување на Охридскиот рамковен договор Муса Џафери денеска зборувајќи за подготовка на анализата на рамковниот договор истакна дека таа ќе помогне за да се види што е постигнато досега за креирање на политики за подобрување на меѓуетничките односи. Тој потенцираше дека договорот не се однесува само на албанците, туку и на помалите етнички заедници во Македонија и со него се гради општа кохезија во Македонија. Џафери најави дека до крајот на годинава во план е да се организира конференција на оваа тема на која ќе присуствуваат и членови на Советот на Европската Унија и на меѓународни институции. Според Питер Фейт, анализата на договорот е нешто што се случува и во други држави каде што имало сериозен конфликт. Шефицата на мисијата на ОПСЕ во Скопје оцени дека анализата е добра за еднината на земјата и нагласи дека ја поддржуваат владата во напорите да се направи една ваква ревизија. На анализата работат 6 работни групи со поддршка од мисијата на ОПСЕ и Европскиот институт за мир. Кумановското јавно обвинителство ќе мора да изготви нов обвинителен акт против 75-годишниот Љубомир Митев, познат во јавноста како Дедо Љубе, откако кривичниот совет во Кумановскиот основен суд ги прифати приговорите на адвокатскиот тим на старецот и го врати предметот во фаза на истрага. Обвинителниот акт во кој Дедо Љубе се товареше за убиство, обид за убиство и недозволено држење на оружје сега веќе не постои, а обвинителството и одбраната забрзано собираат докази кои ќе ги искористат во судскиот процес. Англискиот актер Орландо Блум во посета на мигрантите и бегалците во прифатниот камп во Гевгелија. Познатиот актер утрово пристигна во центарот како дел од мисијата на УНИЦЕФ. Разговараше со дел од мигрантите и се интересираше за нивниот пат, за проблемите во нивните татковини. Обама и Путин денес се сретнаа на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, како што пренесуваат светските агенции. Тема на разговорите се ситуациите во Сирија и во Украина. Председателите на САД и Русија Барак Обама и Владимир Путин, кои меѓусебно се обвинуваат за поттикнување тензии, во Обединетите нации покажаа спротивставени ставови за сириската криза. Тие не се согласуваат околу сирискиот председател Башар ал-Асад. За Обама Асад е тиранин што убива невини деца, додека Путин смета дека Асад ја представува легитимната власт во Дамаск и дека одбивањето соработка со него би представувало грешка. Афганистанските безбедносни сили започнаа операција за враќање на главниот град на северната провинција Кундус, откако вчера беше освоен од талибанците. Председателот Ашраф Гани денеска изјави дека безбедносните сили ја враќаат контролата врз владините згради, додавајќи дека во градот пристигна засилување, вклучително специјалните единици и командоси. Министерството за одбрана соопшти дека од талибанците повторно го презеле затворот во градот и провинцијската полициска станица.
Манипулацијата со технологиите за тестови на емисиите на штетни гасови на дизел мотори се однесува на 1,2 милиони автомобили на чешката автомобилска индустрија Шкода Ауто, соопшти од компанијата. Шкода е дел од групацијата Volkswagen, која минатата недела призна дека инсталирале софтвер кој овозможува манипулирање со мерење на емисиите на штетни гасови кај околу 11 милиони автомобили во разни земји. На Тајван најмалку 2 лица загинаа, а 300 се повредени во супер тајфунот Дујуан, кој зутрината го погоди источниот брег на Кина. Бурата беснеила во текот на ноќта во северниот дел на Тајван, каде околу половина милион луѓе останале без електрична енергија. Силниот ветер корнел стебла, а поројните дождови предизвикале лизгање на земјиштето. Повеќе од 12.000 лица се евакуирани, а речиси 3.000 се уште бараат за солниште. Минатиот месец од тајфунот Суделор загинаа најмалку 8 лица во Тајван и 21 во Кина. НАСА официјално синоќа соопшти дека е откриена вода во течна состојба на Марс. Научниците тврдат дека постојат канјони низ кои тече така наречена периодична вода во текот на летните месеци. Тоа значи дека шансите да се пронајде некаков облик на живот на оваа планета се многу големи. Водата која е откриена од страна на летечкиот објект МРО на НАСА може да се создава со топење на сантите мраз кои настануваат во процесот во кој солта извлекува влага од атмосферата на Марс или пак од подземните резервоари на вода. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Во северните делови со услови за слаб дожд. Утринските температури се движеа од 7 до 12, а дневните од 13 до 18 степени. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 7 до 13, а дневните од 14 до 19 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.